Добро јутро, добри луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, понеделник, 22 април. 22 април, што значи денес е светскиот ден на планетата Земја. Се одбележува ширум светот уште од 1970 година, но искрено не знам дали и колку ние луѓето ја заслужуваме планетата Земја, односно го заслужуваме овој заеднички дом. Исто како што не знам како светот оваа година ќе го одбележи овој ден, со оглед на тоа што токму светот, токму човекот е оној кој што не само во минатото, туку и се уште предизвикува толку многу војни. Малку лицемерно, нели? Да, но сепак со оглед на тоа што денес е светскиот ден на планетата Земја, да му дадеме чест и на овој ден и на самата планета и да започнеме емисијата со мисла посветена на Земјата, убава мисла која што гласи: Земјата ни дала толку многу, време да ја дадеме малку љубов. А еве, например, како се дава малку љубов, од каде да се започне. Ќе започнам со една акција која што организираат активисти денес во Скопје, но искрено се надевам дека ќе има повеќе такви акции во секое место на живење. Станува збор за акција за еден наш многу значаен споменик на културата, споменик кој датира од 6 век, а тоа е Скопскиот аквадукт, кој што беше ставен под заштита на државата од највисок степен, но сите знаеме, не мора се помине о таму, сите знаеме и од фотографии, од интернет, во која состојба е. Може би погрешно сме го протолкувале законот, може би не под заштита на државата, туку државата ни го дава на нам. Ние да го штитиме, односно во овој случај хумани активисти. Закажана е средба, закажано е чистење за денес во 17 часот и 30 минути. Од таму известува дека се обезбедени сите средства, потребни им се само луѓе, потребни им се само нашите раце, за како што велат да го исчистиме аквадуктот од непотребни украси, украси во наводници секако. Еве да ги споменеме за кои активисти станува збор, да ги пофалиме, тоа се Културниот центар Лабораториум и Организацијата за почиста Македонија. Тоа е еден пример како да се сака, да се штити и да се грижиме за планетата Земја. Секако дека претпоставувам дека јасно ви дека ова ќе биде и нашата прва тема. Втората тема ни е слободна, а да видиме сега што вели временската прогноза, бидејќи според прогнозите, особено последните денови, гледаме и временската прогноза говори за тоа како планетава се буни за сето она што ние и го приредуваме. Да видиме со какво време ќе започнеме оваа работна недела. Времето денес променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, особено во јужните делови. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите така интересни, невообичаени, се одвикнавме од минусните, но еве повторно ни се вратија, минималните ќе се движат од -4 до 6 степени, а максималните од 6 степени до 18. Ни остана уште да видиме кои гости ќе ги имаме во денешната емисија, а веднаш потоа да ги проследиме сите оние настани кои што го одбележаа вчерашниот ден. Во Добро утро секое утро ќе гледате уникатни рачно плетени чанти за секоја прилика. Македонската традиција представена во Шпанија, впечатоците не ги пренесува Сашко Митев. Во Кочани по втор пат ќе се одржи гламурозната фолк манифестација Оскар на популарноста. Средношколски самит за кариерен развој посветен на едукација, интеракции и вмрежување на средношколците. И време веќе за нашата прва денешна тема, која што, како што веќе рековме, посветуваме на денешниот ден, светскиот ден на планетата Земја. Емисијата започнавме со убава мисла за планетата Земја, но само мисла не е доволно, потребно е и акција. Како па, например, за почеток првиот чекор е да не фрламе отпад, ѓубре на секаде каде што ќе ни текне. Вториот чекор е да речеме да собереме некој ѓубре кое што друг го фрлил. Третиот чекор, да речеме, со оглед на тоа што ова е заеднички дом на сите живи суштества, да помогнеме на некое немоќно живо суштество или барем да не му одмогнеме.
Да, и секако да не заборавиме дека не треба само еден ден да се грижиме за планетата, туку 365 дена. Започнуваме веќе со првиот гледач. Прашањето е како да ја заштитиме планетата или како да престанеме со уништувањето на истата. Ајде, добро утро за првиот гледач за ова утро, поверете, во програма сте. Добро утро, убав ден, да ни е добар почеток на неделата, да сме живи и здрави и да почнеме со темата. Поверете. Вака, прво планета Земја ни е подарена од Господ. Значи, не е од некого дадена ние да се играме со неđe, аквадуктот, значи, е вистина голем дар, што се вика, тој е од човекот направен, тој се грижел некогаш тој аквадукт да донесе вода, да се снабдува градот, меѓутоа, ние како народ, дали како нација, дали не знам како да кажам, стварно не се грижиме за она што ни е подарено, а тоа треба да не носи на нас, што се вика бенефит. Луѓето од цел свет доваѓаат, значи за некоја реткост да ја видат, место тој дел од аквадуктот, каде што е оштетено да се поправи, но да биде сочувано како е некогаш изградено. Тој што ќе дојде да види како луѓето некогаш се погрижиле, значи на кој начин да донесат вода во градот и сето тоа, значи, да го рекламираме туризмот. Ние, цела држава кај нас, кај ќе копнеме, се е историја, се е убавина, ама ние не знаеме да го сочуваме. Значи, ние, ќе речеме, еве за мој Охрид, толку убавини има, толку добри работи има, луѓето се тепаат да дојдат да го видат сето тоа, ама ние сето тоа го уништуваме, не го сочувуваме и дури еве убаво покажуваат како, значи, место да го очистиме тој терен, место да направиме пристап до тој терен, значи, ние гледаме колку може повеќе да го загадиме, колку може повеќе да луѓето се отргнуваат, да не одат таму, да не може да го видат. Мислам, за ова кечем само толку. Страм да ни е на сите кои што учествуваме и допринесуваме на едно такво, значи, светско чудо тоа е, да место да го градиме, да го сочуваме, да ги поканиме туристите од другите земји, што се вика со радост, со мерак, со љубов, да дојдат и после тоа да го пренесат на своите граѓани кои ќе се вратат, да речат тамо и тамо, значи видовме таков објект кој што е, и ми се чини, сепак за времето кој што е поминато, од кога е сограден, дури, ќе речам, е доста сочуван, со малку труд, со малку знаење, значи може уште подобро да се обнови и, значи, уште повеќе да му служи на својот граѓанин, место да го разединува и да го граѓанинот што се вели да го доизруши, да го дораспадне тој објект. Благодарам, поздрав. И јас ви благодарам на јавувањето. Да, впрочем ги знаеме забелешките на туристите кои ќе дојдат, сите велат многу ви е убава земјата, ама многу ѓубре има. И не само за нив, зошто ние да живееме во такво ѓубре. Добро утро за следниот гледач, поверете, во програма сте. Ајде, добро утро. Добро утро. Од кај да почнеме сега? Може и да гризнам малци од слободната тема, ако се забркам некако, ако забегам. Малку, да, може. Малку. Да. Вака, планетава колку што дава, да речам дека и малце зема. Планетава раѓа луѓе и не луѓе. Тука ќе обвинам планетава. Или пак раѓа луѓе, па после тие луѓе стануваат не луѓе. Така. Ама треба да ги дисциплинира, стапче долго дима, кој како ќе мртни пап, каде ти, не може тамо. Тука е најголемиот проблем. Сега ќе кажам нешто да спомнам, ние сега зборуваме колку се луѓе во посто будни што не слушаат на Бајлево. Ако тие што не слушаат во ред, ако тие другите спијат, кој ќе станат, овие што слушаат сега, што зборуваме, да им пренесат дека се роди поново Тито. Тој Тито се роди во Куманово. Зошто викам се роди? Долгот го покри, пшината е дигна,
го изгради Куманово, така треба да се направи цела Македонија. Да земат пример овие другиве од него. И тој Тито го слушам и го следам како се однесува Шопреј. Една сламка нема украдено. Да се спојат со Гордана да бидат тие двајца последни достанат во избориве задутре. Од и овие другиве појма немат од ништо. Затоа реков малце од темата друга чепнав, ми дозволивте, фала многу. Што се однесува да си ја заштитиме планетава, па овие натрапнициве што е водат светскава фела, да речам сите, како што во Македонија, така секдека. Тие е злобата што се нишчи планетава. Од најмало до најстаро. Затоа реков планетава раѓа и добри и лоши луѓе. Ама по се изгледа повеќе лоши излагат. Никако да се преваспитаат, никако да им се кажи патот. Ова кај нас што се случува во Македонија, посебно сега, ова што е за сертификати што ќе барат, за да стани преседател и на другите ќе им бара сертификати, па да појди во државна болница нова директоркава сертификат да ја побара како таткото Божи браќа носи таму да ја следат, да седат до неа. Па 2-3 сата на работа и назад. Таму сертификати да побара тој, што е ништи Македонија, што оди по светов и што бара сега преседател да биде. Да, јас ви благодарам на јавувањето и ви разбирам дека секако сакате малку да начнете и политичка тема, особено со оглед на тоа што за 2 дена имаме избори, но уште еднаш да ви кажам и да ве замолам, да ве потсетам дека утре ќе биде предизборен молк и дека тогаш апсолутно нема да смееме ниту ние, ниту вие да зборувате на таа тема. Но сепак планетата Земја и тоа како означена, затоа што без неа нема да не има ниту нас, ниту избори, ниту ништо. Добро утро за следниот гледач, повелите во програма сте. Добро утро. Добро утро. Значи, утре е денот на спасот. Утре, да. Утре ќе зборуваме за пчелите, за цвеќињата. 2 дена живот. Ќе си го одмориме умот малку, да. Да. Ја видим, ја мислам дека за оваа работа се лежи проблемот во институциите кои треба да се грижат за таа работа. Зошто го кажувам ова? Вчера случајно на интернет, на YouTube гледам, пазете, една Нигерија рециклира гуми автомобилски. И од нив прави гумени плочки, наместо бекатон плочки, гумени плочки за поплочување дворови, игралишта за деца. Што, да, и кај нас, да. Каде се сега, сакам да ги прашам овие нашиве НВО, или како ги викаат, невладини организации, да го изфрлат еден таков, да не кажем, проект, за да државата се справи, речеме, купи една таква машина. Ама зошто љупче пак тие да го прават? Не треба самата држава да го направи тоа? Идејата да дадат, за да земеме меѓународни пари за проектот, дали ме разбираш? Да. Значи не е проблем од државната каса, него проблем од да искористиме меѓународен фонд. Гледате, друго во Лондон ви постои која овие што се за дрва, што се за паркови зеленило, позади секој камион на таа фирма се влечат една дробилица која се закачува на камионот и кој ќе дојде да ги каска гранките, они автоматски одма ги дробат. Толку ли е скапо тоа да се купи, сакам да прашам. Но не е валја како не е тракторчиња на убитола 50.000 евра од 10.000 евра. Значи, треба да имаме луѓе направи места што ќе имаат визија за развој, а не политички лица да ги поставите кои само ќе клатат врати и ќе земаат плата. Земете Виена, се рециклира, а ние се фрламе. Речеме, земете го шутот. Зошто шутот градениот шут да не се рециклира дроби, за да се користи како тампон при изградба на патишта, или да не речем до некои патишта по нивите. Зашто мора сега да се гази кал, кога може да се користи од тој тампон да се става. Видите, тоа ќе биде мешавина од малтер, цигла, што 100% нема да ствара кал, али ќе штити од кал. И толку ли е тешко да се купи една таква дробилица, една таква машина, за да се одреди едно некој квадрат државно земјиште узурпирано, каде што граѓаните слободно ќе може да го носат градежниот шут и таму некој ќе го тоа
рециклира, ќе го дроби, а потоа ќе го продава како тампон. По секоја улица. Не мора да ги копаме ридовите околу Скопје. Погледнете вие сите ридови околу Скопје, ако малце прошетате, ви ги копаат заради тој тампон. Ние ги уништуваме ридовите и зеленилото, за да градиме патишта, а не го рециклираме тоа што го имаме, а го фрламе. Или земете пластиката и стаклото. Така да, мислам дека пред се нас ни фалат луѓе со идеја и со она што заинтересирани да работат, а за се може да се најде чае околу отпадот. Земете Србија, вие секој јавно предпријатие си има своја рециклажен центар, а ние нашето ѓубре го закупуваме. Многу ви благодарам, Лјупчо, на вистина конструктивно, да. Еве и да нема луѓе со идеи, впрочем се е веќе измислено во светот, може само да се позајми да се примени, но знаеме дека се може ако се сака. Сега прашањето е дали се сака. Добро утро за следниот гледач, повелите о програма сте. Добро утро, искрено поздрав за Алфа телевизија. Добро утро. Ајде малку ќе предискутираме и цивилни теми, доста воени теми, политички само дискутиравме. Нели, особено што ова е уште позначено од се друго. А се сеќавам на времето, вие и само такви теми водете во... И многу ни беше убаво, така? Да, меѓутоа тоа време беше за некои батиња, лошо, режим, и го уништивме сето тоа. Било како било. Ајде малце за екологијата и за денешниот ден. И за нас. Ако го читате Ниче, има во една прилика има напишано дека човекот е уствари како дрво, тоа е психолошка страна. Значи колку се стреми во височините, во напредокот, толку има и темна страна во длабините и во темнината, како се вика. Ама од таму пак и црпи, така? Па, малце тоа е двосмислено кажано. Затоа што и гледате и секојдневно го гледате тоа, наместо најголемите технолошки напредоци да се користат во добри и во корисни намени, ајде, например, дронот. Дронот можете да го користите за гасење пожари, например. Ама, гледате, со него се убиваат милиони луѓе, за жал. И деца. Па, се. Еве, земете го примерот со Великденскиот остров. Тоа е 3700 километри западно од Чиле и тоа е чист пример во цивилизацијата како луѓето таму што живеа си го уништија, иако беа свесни дека се уништува и продолжија кон неговото уништување. Тоа е многу интересен пример во човековата цивилизација. Или како е она индијанска изрека: ние не ја наследуваме земјата од нашите предци, туку ја позајмуваме од нашите внуци. Значи, ние им земаме, например, ако исечеме цела шума, ние ќе го земиме на нашите внуци, така? Да. Сега... Што ќе им оставиме? Еве, например, Шведска е многу интересен пример за рециклажа и за такви работи. Тие дури увезуваат отпад, од толку што им фали, значи такви постројки имат за рециклирање. Иначе колку тоа кошта, тоа е премногу скапо. Еве, имате 35 поглавја за прием во Европската унија, само за поглавието на екологија. Сум читал студија за Македонија се потребни негде измеѓу 10 и 15 милиарди евра за пречистителни станици, за сите реки и за овие што се за рециклажни постројки и филтри за воздух. Значи тоа негде сума е меѓу 10 и 15 милиарди евра. Меѓутоа битно е да се почне да се селектира отпадот. И тоа граѓаните да го научат. Например, башка пластика, башка дрво, башка стакло, башка дуи, башка СДС. И кој отпадот ќе си се рециклира, мислам дека ќе имаме по-добра екологија. Благодарам. Како беше башка Тито, башка Јованка и така беше. Да, еве по слики да гледаме колку внимаваме, далеку сме од рециклирање и што се не се фрла и на какви се места не се фрла. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро и ова утро сакам да ве поздравам. Добро утро. Вас и вашите слушатели. Да сте ми живи и здрави. Вие исто така. И јас накратко ќе зборувам од она што го видам и она што го гледам. Во 60-тите години од минатиот век, 65-тите, не можам точно ви кажам кога, отидов во Љубљана покрај некој езеро
и видов коли за туристи кои возеа туристи покрај езерото. Меѓутоа, од тие коли забележав на коњите под секоја опашка има некакви торбини. И кога прашав зошто се овие торбина, ми рекоа точно дека за сметот кој го стерат коњите да не се растурува по патот, меѓутоа да се однеси на тоа место каде што треба. И тоа сето што гледав... Кога рековте 60-тите години ова? 65-тите години, од минатиот век. И кога тоа го гледав, сватив дека овде луѓето имаат памет. А тој памет, како ќе го пренесиме на овие наши граѓани овде. Кога пред некој ден одам во Пеница, кој е оддалечено од 12 километри од Охрид, и имаше покрај патот браници, браници за да не паѓаат колите. Добро. Да остана. И преку браниците гледам купишта на ѓубри од несовесни граѓани што го оставале ѓубре таму. И како да сватам и како му е паметот на тие луѓе што тоа ѓубре го остават преку патот, него не го носат на одредено место за да се постави онаму каде што треба. Ето е културата наша. Одам на автобуската станица во Охрид и забележувам една жена како грискат некакви семки и ѓубрето го фрля на самата автобуска. И ја опоменувам јас како човек, другарке, малу рачнува, таа ми се врекна мене, шо те тебе гајле, шо ти мислиш овде, шо сакам ке правам. Ево ја културата наша. Тоа е. И денес ке ви ја кажам онака како што ја гледам. Ако денеска во Македонија имаме совесни луѓе, нема да има толку грубе. А денес, ако имаме во власта луѓе кои ќе знаат да ги кажат на тие што прават некакви проблеми со ѓубрето, ќе немаме овие проблеми. Меѓутоа од денеска е се како што не треба. Дали ќе успееме ние во иднија да се сватиме дека нашата земја да ја чуваме, или ќе останеме со нашите заутани памети да носиме ѓубре каде што треба и не треба. И што денес да зборувам? Сето зависи од луѓето и од власта што ја водат државата. Нас ти треба совесни луѓе. Совесни кои ќе ја чуваме оваа земја, војня да би убава и поубава, за да можат нашите туристи кога ќе дојдат овде да видат она што не треба да го видат. Тие гледаат она што не треба да видат, а ги треба да гледат она што треба да видат. Јас ви благодарам, другарке, за ова што го кажувам и мислам дека ќе ме сватите што сакам да кажам и што сакам да упренсам на нашите граѓани. Само нашата култура треба да биде на ниво кој треба да сватиме дека треба да чуваме чисто, онака како што треба. Бидете ми благодарни за ова што го кажам и мислам нешто ќе допринесам онолку колку што можам да допринесам и пријатно. И јас ви благодарам, искрено се надевам дека ќе допреме до некого, ете, например, како до таа господја или другарка, како што рековте, што наместо се засрами, уште джева крева, што се вели. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Алфа телевизио. Добро утро. Добро утро, почитувана Искра, и добро утро на вашите колеги, уредништвото и све што постои во Алфа. Благодариме. Искра, дали можете јас малце да имитирам некаков си филозоф во врска со планетава Земја? Ајде. Видите вака, моето мислење е дека, моето височество филозоф, значи, планетата Земја е жив организам во космос. Како што може би има и други такви живи слични организми. Никој да не мисли дека Земјата не е жив организам. Тој жив организам има свој имунитет, кој е нападнат од болеста која се нарекува човек. Сега, да биде малку помек, дека не е болест човекот, но мислам дека со пронаоѓањето на парната машина, човекот си пресуди сами од себе си како болест на земјава.
Што право на оѓањето на парната машина, динамитот, струјата, атомската енергија и така, натака, веќе човекот ја предизвикува земјата да го активира својот имунитет и ќе го уништи човекот, кој се претвори во опасен вирус и да ја разболе земјата. Земјата, тој жив организам ќе го победи вирусот човек и ќе си продолжи својот рај и живот за другите животни кои што немаат интелигенција. Ќе се возобноват шумите, морињата, водата ќе се размистри, животните ќе се размножат и тоа ќе биде рај на земјава, но ќе не нема нас, драга Искра. Почитување и пријатно, Искра. Ви благодарам на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро ви утро. Како прво сакам да поздравам Алфа телевизија и сите почитувани гледачи, слушатели и да му пожелувам на сите успешна работна седмица. Ви благодарам. Сега, во однос на темата, мало е касно да се свестиме што имаме направено против мајката природа, мајката земја. Зошто го велам ова? Човекот е непријател број 1. Војните се од човекот. Овие ракети, пошто сум јас бившо војно лице, овие ракети содржат осиромашен ураниум кој е најопасен за човечкото здравје. Тој ураниум паѓа на земјата. Требата која е храна на животните е наелектризирана со отрови. И после ние пијаме... И почвата. Пијаме од кравите млеко и други производи, така што... Се ни се враќа. Јас мислам дека е прекасно да ја спасиме. Малце ке сум чуден, ако кажам, едини спас за сите нас е овој господинот Путин да пушти една атомска бомба и сите да се заминиме, така да новите што ќе дојдат, да тие сигурно ќе водат повеќе сметка. Ви пожелувам све најдобро, успешна работна недела, пријатно за Алфа телевизија, ваш редовен гледач, пријатно до наредната емисија. Чао! Ви благодарам на јавувањето, но искрено не знам дори и тоа да се случи што го рековте, не знам дали човештвото ќе извлече некоја поука, затоа што во минатото сме имале многу војни и никако не учиме од сопствените грешки. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, тука сум. Добро утро. Да, бабичка е тука. Нема јас така да ве наречам. Бабичка, 85 денес да видите. Да сте жива и здрава. Да сте. По гласот сте како девојче, да ви кажам. Да. Мозокот ми е 100%. Па тоа е најважно. Верувајте дека е појак мој од сите политичари. Затоа јас не ги сакам војните. Не сакам војна. Нема полош од тоа. Драги гледачи, сами си ја поништуваме земјата, планета. Сами. Секој од нас допринесува негативни работи за ова наша земја. Треба да сватат политичарите дека водата кружи, воздухот кружи, земјината топка кружи. Нема никој да се спаси од овие материи што сега настана овие војни. Препорака, како јас, старогодишна баба, да прекратат војните. Да прекратат фабриките со оружје. Не е богатство оружје. Богатство е здравјето. Здравјето, меѓусебното разбирање,
почитувањето на секој човек без оглед на вера и нација. Тоа е богатство. Сами си ја поништуваме планетата. Сами. Се уште последиците се од нуклеарката. Не знам, вие сте помлада, дали знаете дека имаше нуклеарка таму Русија некаде. За Чернобил зборувате? Да. Чернобил, да. Хирошима и Нагасаки, кога фрлија бомба американците, се уште има последици, се раѓаат деца без раце, без нозе, не знам што. Нека ми извинат сега албанците, ги поздравувам, косоварите ги поздравувам. Го направија Косово, ама воздухот си го загадија. Таму направија проба на оружје ново и производено. Киев си прат богатите земји со сиромашките и со помалите земји. Отвораат војни, си го трошат оружјето и си вршат генерални проби колку им е успешно. Па да направат промена по нешто, па наново да го пробаат. Мислам, ме разбирате што. Значи, тие си прат дај минати да прекрати човештвото, да ги слуша оние велико богатите земји, кои што сакаат само оружје да продават и да вршат проби. Проби вршат. Значи, сега да појдеш Косово, воздухот се разликува и земјата и се. Не му вреди државата. Колку што му вредат луѓето, кои што генерации и генерации ќе имаат сакатени деца. Ви благодарам на Ивањето. Да, но да не забораваме дека ние не сме многу далеко од таму, така што кој е таму загаден воздухот и ние го дишеме, за жал, истиот. Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Потполно се согласувам со претходните гледачи, кај што кажа дека земјата е жив организам. Кажано е дека не само во природата, зборам глобално, на многу повисоко ниво, значи вели во космосот се е взаемно поврзано. Така. Јас зависам од вас, вие зависите од мене. Меѓутоа, оние што се насочени кон материјалното, а тоа се знае западниот свет, тие не може да ги сватат тие работи или ги знаат, меѓутоа они имаат склучено пакт со кнезот на овој свет. Се знае кој владее со овој свет. И нивната цел, нивниот стремеше да направат што поголемо зло на оваа планета. Инаку, индијанците имат една многу убава поговорка кај што велат дека се она што е од природата. Ние го позајмивме од претходните генерации, за да им го вратиме, да им го предадеме на идните поколенија. А тие мислат дека се владетели сега и овде и дека можат да прават што сакаат. Зборот ми беше дека треба многу повеќе сметка да се води. Значи, прво треба да тргнеме ние самите од себе. Јас, децата наши живеат во Шведска, сум имал прилика уште првиот момент кога отидов таму. Значи, колку се води сметка на класификација на отпадот, почнувајќи од кујната, од наметниците што ги пазариме, па која хартија, која амбалажа каде да биде спакувана, има специјални простори, не баре, мислите, се чува, не знам, диаманти таму, каде што се одлага после тоа отпад. И тоа децата од мали нозе, од 2, 3, 5 години, пак се учат што, каде треба да се селектира. Кај нас, каде и да прошетате, во околината на градовите ќе видите дека има депони. Па, јас и луѓето ги обвинувам, меѓутоа и некаде и до некаде ги оправдувам. Затоа што ние немаме. Вие ако земете од дома сега, сакате нешто да изфрлите, вие немате тоа каде да го направите. Епа, но овие наши постојано се ударат во гради западни вредности. Па што не купат нешто од западот, тоа што навистина вреди? Не да ми промовираат педофилија, не да ми промовираат сексуални, не знам таму, изопачености. Купете го ова бе народе. Значи, таму имате, зборувам, големи тие, како да ги наречам, центри, не е видно, места каде што вие од дома, кој ќе земете нешто да реновирате, значи вие не плаќате ништо за тоа. Приколката ќе си ја закачите на возилото,
Дали било тоа шут, дали било земја, дали било што и да е, значи. Да, тоа со места за фрлање на вистина кубуриме. Пред некој ден бе во едно училиште, помалку важно, кој е важно, прекрасно уредено училиште со 3 игралишта, едното со вештачка трева. Во училиштето немаше ниту една корпа за ѓубре. И каде да фрлаат сега децата? Инаку индијанците втори сте денес што ги спомнувате. Толку умен народ, а сите знаеме што му се случи на тој народ, но за тој геноцид никој не сме ни збор да зуцне, за жал. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Ве поздраво гледач од Кратово. Поздрав и до вас. Благодарам. Па, природата е неуништива, природата е непобедлива. Меѓутоа, похлепноста... Како сме трнале, можеме да ја уништиме. На добар пат сме. Нема шанса, може само да ја трансформираме, да ја уништиме, не можеме. Немаме ја ние таа моќ. Ние само сме лакоми и алчни за пари и не гледаме што и правиме на домот наш, што му правиме заеднички дом. На спалната своја, што му правиме онаму каде што лежиме и онаму на трапезата каде што јадеме. Тоа е Македонија е мала земја, не зависат нештата од нас. Тука се големите сили, тука се монструмите, како да ви кажам, па тука се тие. Ајде да не погрешам, па ќе се воздржам да ви кажам. Големите сили, може така да кажеме? Може, ама тоа е ублажено, знам, да. Тие имаат еден друг епитет, па не сакам да го кажам. Видите вам, природата има само заштита. Само заштитата е, сакам да ја објаснам на многу прост начин. Една капка вода да земе и да ја притискаме со милиони тони преса. Нема да ја уништиме. Таа е неуништива. Да би било уништиви нештата, досега луѓето ќе изедеа и земја, и почва, и карпи, и дрвја, и све живо, планетата ќе станеше колку една фудбалска топка. Зборот ми е тоа трансформација баш на елементите ја користаат луѓето. Да речеме трансформација па на нафтата, што е страшна работа, или во друг елемент, па во пластика, што пластиката ја уништи планетава наша, ја уништи, да ви кажеме. Баш таа пластика ја уништи. Сега еден најнов податок да ви кажам, монсуните се создаваат од Јужниот пол. Јужниот пол искапува, да ви кажам право, искапува, се топи, капе доле. И тука се ствара една страшна енергија, едни страшни реки, 10 пати појаки од Амазон, да речеме, ова карикирам, да ви кажам искрено, тука се ствараат реки страшни, и баш тие реки течат низ Индискиот океан и ги ствараат монсуните кои се леп насушен, па и за Индија, за Индокина, па за сите, дури за Кина натаму, преку Хималаите. Сега не сакам да зборам што значат монсуните, па за таа област. И фактички за целата планета. Сега видите овие НАСА мангупите. Мангупите сакаат да се бодат долу и да го гледаат тој процес. Тоа е невидена лудост, да ви кажам искрено. Невидена лудост, тоа е невидена поклепа, сака да ја користа таа енергија, па за нешто сосема трето. Бидете поздрави, немам више време, многу интересна ми е темата, многу пријатно. Пријатно, јас ви благодарам и вам и на сите кои што до сега се јавите, мене ми е многу интересна темата и не смеме дозволиме само еднаш годишно да имаме ваква тема, особено што гледам дека сакате сите да зборувате на оваа тема, а плюс имате доста информации. Можеме и да продолжиме подоцна со оглед на тоа што имаме слободна тема, но ваш се изборот за што ќе зборувате на слободната тема. Сега одиме со реклами. А сега е време за најновите информации од АМСМ. Не знам дали некој на вакво време планира некаде да отпатува, но за секој случај да си бидеме подготвени. Добро утро за Павле и неговите колеги. Ви посакувам убава работна недела и повелете со вашите информации. Добро утро, ви благодарам.
Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по наместа влажни коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ама само препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилото, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Девар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. За патни информации може да не побарате на телефонскиот број 15555, а за како би било помош на пат на 196. Тоа беше се од Автомотосојузот на Македонија утрово. На сите кои патуват им посакуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. Ви благодарам многу, Павле, на овие информации. Во меѓувреме во нашето студио пристигна веќе и нашиот прв гостин за денес. Ајде да погледнеме за кого станува збор. Македонската традиција представена во Шпанија, впечатоците не ги пренесува Сашко Митев. Уникатни рачно плетени чанти за секоја прилика. Веќе сега преминуваме на друга тема, тоа е нашиот фолклор, нашата традиција. Ова утро нагости не ни е обичен фолклорист, туку магистер по фолклористика, тоа е Сашко Митев. Добро ви утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Добро утро, Слободанка, и до тебе. Добро утро, Искра. Како и секогаш добри гости. Јас сакам само на почеток да го прашам гостинот со оглед што тоа видовме во најавата дека станува збор за ваша посета, представување на нашата традиција во Шпанија. Сакав да ве прашам како магистер по фолклористика, дали направивте некоја споредба со шпанскиот фолклор? Дали имаме некои слични заеднички нитки или едноставно се толку различни, толку уникатни што нема добирни точки? Па добро, значи вака првично да најавам дека ние таму бевме еден викенд и учевме само македонски фолклор. Така да немаше место за правење компарација со шпанскиот. Од она што го познавам јас и што го знам за тоа што сте учеле, се испитувале, да, имам свирено. Мислам дека се работи за различни правци во однос на тонските низи, во однос на комплетната музика. Уникатни секој на свој начин. Да, секој на свој начин. Во уникатни во инструментариумот кој што го зафаќа шпанскиот фолклор. И тие се богати, имат и тие доста фолклор, имат доста игри. Меѓутоа се единствено јас спомнав што црвената боја е присутна и таму. Така е. Нели? Ете, најдовме нешто. Значи многу пати на моменти имаше кога го носевме, пошто го носиме знамето и мислеа дека имавме и шпанско, меѓутоа ставили двете се не може да ги пронајдовме нешто заедничко сепак има. Имаме, така е. Искра, благодарам и ве поздрав до нашите гледачи, да им посакам и јас добро утро на сите понеделнички и да, те најави Искра, познавач, ке кажам, многу голем познавач на нашата традиција, на нашата култура, на нашиот фолклор. Сашко, добро утро и од мене, добре ни дојде. Добро утро уште еднаш и добро ве најдов. Така, имаме за што да зборуваме понеделнички за она што е убаво за сите нас, затоа што ја представуваме нашата земја со нашата култура надвор од нашите граници, а вие сте вистинските амбасадори, јас да кажам дека ти си исто така члени на танец, нели, многу години. Меѓутоа, знаеш што забележувам дека сите вие кои сте во танец несебично и надвор од танец кога сме ја делиме љубовта и ја шириме кон она што е наше македонско, на фолклорот, токму така, дали сум во право? Па, сосема сте во право, да, сосема сте во право. Нашата мисија не е само во танец и таму кај што не е нормално, таму не е танец секогаш не е на прво место и нормално таму за тоа сме платени, земаме платна и секогаш во однос на другите ангажмани, ако имаме концерт, секогаш танец е на прво место, меѓутоа секогаш во слободно време. Секогаш во слободно време и не е добро па да останеме само на тоа. Ние имаме, за тоа сме се и школувале, за тоа сме се едуцирале,
за да можеме да го шириме фолклорот. И оно што е многу многу важно да го шириме фолклорот и секако да ја шириме љубовта и на односно да ја нашата млада генерација го запознаат фолклорот, така да ја пренесеме. Сега, за она понеделнички убаво што сме, јас ке кажам во студиото, за да зборуваме за она што еве Искра и праша за Шпанија, како, што се случуваше точно во Шпанија и зошто ја посетивме? Па добро, значи ние претходниот викенд, пошто сега овој помина, бевме со супругата таа како кореограф, јас како музичар. Вие двајцата сте во фолклорот, така, па добро, практично ние бевме како преку Центар за едукација на македонски фолклор Митеви, здружение кое што го имаме регистрирано уште 2010 година. Имавме ние доста дечиња фолклористи поминани со тоа здружение. Меѓутоа, после короната и практично пред коронавирусот, прекинавме со активното членство и се определивме повеќе на на едуцирање надвор од границите од Македонија и на промоција и презентација на литература и книги. Бевме во Шпанија по 5 пат практично од кога фати короната и овој пат бевме повикани скроз северно во градот Виго и каде што се одржа семинар за македонски фолклор, изучување на македонски фолклор. Имаше учесници и тоа шпанци и кои што ги учеа ората и песните наши македонски. И се запознаа со нашите традиционални инструменти, исто така. Еве, јас ке повикам од режија да ни пуштат и фотографии, затоа што овие моменти, секако дека каде и да одиме, ние си забележуваме за да си имаме спомен, меѓутоа и еве во овој момент исто така и да ги искоментираме. Еве, можеме, се надевам можеш да погледнеш, да? Ова е практично бевме викенд, сабота и недел, 10 работни часови, ова се последниот час каде што се облекуваме во традиционална носија. Прекрасни сте, морам да кажам. Ова е организаторот кој што не повика таму во Шпанија. Еве овие се сите учесници, се гледа дека станува број за една масовна бројка. Браво. И практично првиот пат кога бевме повикани во градот Аликанте на море, од таму некако се прошири целата таа приказна и сега можам да кажам дека слободно во Шпанија сите тие друштва кои што фолклорни организации, практично тоа станува збор за фолклорна организација која што негува светски фолклор и изучуваат доста и балкански фолклор, тука има кореографија од Србија, од Грција има доста од балканскиве простори. Би сакала само да знам во кои носи сме тука облечени, од кој крај ги имаме на себе? Мојата од Скопска Црна Гора. Скопска Црна Гора, така. А женската? Женската е комбинација, а капата на ваквото е од кореографијата Лазаренки, Гевгелиско, а останатото е пак скопска. Само капата е не е, да. Тоа значи имаме мешавина. Така е, да. Добро, како и да е прекрасно, атрактивна. Капата и можеби заради тие причини сега да не привлекува внимание. Не можеме да носиме па 3 носи сега така да парчиња да секако, меѓутоа и која носија да е од нашите краишта е преубава, така? Сега, ајде да зборуваме и да ни кажеш какви се импресиите на шпанците за нашата македонска традиција, за нашиот фолклор. Што велат тие? Јас еве имав можност, морам да кажам, вашиот колега од студио Фолклор, 10 години јубилеј, она што јас го погледнав на бината, со оглед на тоа дека можеби од подамна не сум била еве на ваков настан. Не, сакам да кажам скоро не, ние бевме воодушевени сите, па некои со солзи во очите навираат, затоа што кога ја сакаш татковината и кога го гледаш она што е твоја традиција, нешто што е печат на нашиот дух, е навистина е рај за очи, така беше. Сега, ако ние се воодушевуваме, што велат останатите на нашето? Значи, како да ви кажам, уште по самото тоа дека предходната година практично бевме и од тогаш до сега сме 5 пат повикани и за ова година пак треба да одиме и наредната година веќе ни е на некој начин блокирана таму. Луѓето се стварно воодушевени од самиот добро и ние си имаме еден професионален пристап кај што како се договараме така се одредуваме и тие сакаат точно и прецизно се да се одработи тоа што сме се договориле. И
од самиот професионален пристап кој ќе одиме на почетокот, затоа што не знае групата таму, на почетокот се малку воздржани, меѓутоа до крајот на курсот тие се скрос опуштат и се воодушевени. Што прашуваат најмногу? Што ги интересира? Па добро, најмногу ги се интересираат за текстовите на песните, например, тие што ги предаваат. Кое е значението, која е пораката? Да, која е пораката на песната. Така. Да, се запознаваат со тоа и нормално ритмовите на ората што ги учат, ако е некој малку покомплицирано, па мора и да го објасниме и тоа, да го кажеме. Така. Тие ритмови кои што се тука кај нас застапени, таму знаеме, не се толку. Пример 18-ка некој ритам. За нив е специфично и нешто не секојдневно. Меѓутоа ги фаќаат. Добро се, затоа што сепак станува збор за луѓе кои што не се лајци, туку играат. И добро се справуваат. Да, воодушевени се, што е најважно. За 2 дена научуваат 10 ора. Затоа што Искра убаво спомена, шпанците за игра, за танци се навистина на многу високо ниво во Европа и во целиот свет, кој не ги знае фламингото и така натаму. Има значи луѓе кои што се прави професионалци и играат и тоа многу добро го впиваат и сега може би пак ќе кажам, проблемот е што кај нас тие неравноделни ритмови пулсираат кај нас и многу со леснотија ги, затоа што со тие ритмови и со таа музика сме пораснати. Така е. Да. Ќе го научат механички, сепак се осеќа дека пулсацијата не е тоа кај нив. Меѓутоа добро се справува. Убаво, само ние да ја представуваме нашата земја во најубаво светло, а тоа знам дека вие и те како знаете да го сторите, да дадете се од себе што би сакала да кажам, затоа што толку години кога сме веќе во фолклорот, многу е лесно да го презентираме било каде во светот, не мора да е само Шпанија. Меѓутоа јас ќе се навратам сега и малку тука кај нас, вие го одржавте исто така и великденскиот концерт на Танец, како помина? Па добро, беше одличен концерт, во петокот практично се одржа великденскиот концерт, а ќе се дава на сам ден на Великден, во неделата. За овој великденски концерт имавме промоција, значи премиерно се изведе на нова кореографија, која што ќе живее на репертоарот на ансамбл Танец. Тоа е кореографијата У ливаду Потке, е од Кривопаланечкиот регион. Ова се снимки од таму, на последниот час, кај што играме ова Црногорка со Гајде. Значи, како да кажам, луѓето беа воодушевени. Играат сите, сега не знам дали има и снимка кај што играат сите на Иваница на кореографија. Великденскиот концерт помина убаво со промоција на нешто ново, нова кореографија У ливаду од Кривопаланечкиот регион, за кое што музичка обработка бев ангажиран јас. Ова е моја практично пета кореографска обработка во ансамбл Танец, а додека за кореографијата беше мојот колега и долгогодишен соработник Јовица Блажевски. Така. И Јовица Блажевски исто така си има своја игрална група и тој несебично надвор од Танец работи. Во општина Јегуновце има своја игрална група, знам. Практично тој од таму и таму. Така е. Ги учи своите деца од својот крај. Затоа велам несебично љубовта кон татковината вие од Танец ја ширите и на ваков начин и надворот Танец. Сега тука некаде пред крајот јас еве и за тебе лично, нели, како наш естраден, ке кажам, уметник, покрај познавач на фолклорот, со своји песни сме, нешто работиме на ново, па ќе слушнеме и музика, кога сме веќе кај музиката, така. Па добро, сега моментално пред практично заминувањето во Шпанија снимавме снимени се материјалите за песната која што се изводи претходната година во Лешок, на Лешочкиот фолк фестивал, Родно двориште. Снимен е видеозапис, снимавме во
селото Раштак, Скопска Црна Гора. Меѓутоа уште не е завршен видеозаписот, така да здравје уште крајот. Во блиска иднина да биде готово, па ќе може пак со едно гостување премиерно да го изведеме, може и тук. Не знам дали имаме материјали од спотот, дали испративме или не, како и да е, ќе погледнеме. Јас мислам дека нешто испратив, меѓутоа сега не знам. Ќе видиме, ќе од режија да го пуштиме. Ако ништо друго комплетно ќе го промовираме, да, меѓутоа сепак најавуваме дека се работи на видеозаписот, затоа што и видеозаписите се секогаш со фолклорот застапени во твоите спотови, со нашите играорци, со нашата македонска убава култура и традиција. Тоа секогаш го истакнувате. Сигурно дека можеби нешто ќе има и во овој спот или во ова видео или нешто сосем друга приказна. Практично песната Родно двориште се така една печалбарска тема која што станува збор за па не за печалбарите, туку тежнењето кон родната куќа, родниот двор. И нема застапено играорци, туку се опфатени краиштата на Македонија. Како и да е љубовта и на тој начин ја изразувате кон Македонија, секогаш мора да има нешто, нели? Архитектурата, старите куќи, старото огниште, како претпоставував дека е во некој тој стил. Многу благодарам што понеделнички одвои време да станеме вака порано и да позборуваме за нешто навистина убаво, но затоа ќе ги почестиме, ќе кажам, нашите гледачи со твое видеоиздание, со твој видеостоп Не се кревај на високо. Јован. На големо Јован. Тоа е поврзано со Великден и на девојката даваме едно великденско јајце, така да добро ќе дојде за престојниот христијански празник. Ете, во продолжение уживајте почитувани во ова видеоиздание, во оваа преубава песна и сето она што ќе имате можност токму да погледнете како фолклор токму во ова видеоиздание и потоа Искра ќе си продолжи со следните содржини. Останете се, разбира се. Ви благодарам за поканата. Благодарам, многу се гледаме повторно. Да, се гледаме повторно. Не се кревај на големо Вано Јованке, барем да си од колено Вано Јованке, пиле шарено.
во продолжение ќе ја запознаете Маја Илиевска од Македонска каменица, која и покрај сите предизвици со кои што ја соочил животот, успеа да биде и тоа како активна и креативна, и таа дури има и свој бренд. Ајде да видиме за што станува збор. Годишната Маја Илиевска живее во Македонска каменица. Влюбена е во плетењето, а од неодамна има и свој бренд на рачно изработени уникатни ракотворби, наречен М Уникат. Маја, од кога постои М Уникат? Здраво, Ирена. М Уникат постои од 26. октомври 2023 година, значи нов бренд, што се надеваме дека ќе обстои со години. Од кога всушност ти го засака плетењето и од кого научи да создаваш вакви убави работи? Па, ова ми е нешто од мали нозе, од баба ми, аманет, останато така, валјда сме биле непослушни како мали, па не учела да плетеме, да бидеме мирни. И така со тек на годините имам плетено дури од кеси, составувано, праено торбички, значи ми се пројавила љубов спрема ова и си остана и конечно и се занимавам професионално, сега си имам фирма. Кој ти помогна во желбата да си создадеш и свој собствен уникатен бренд? Па, иницијативата нормално си беше моја, но имаше помош од државата, од социјалната, значи имаме тука грандови за сите почетници, за почеток и имав помош исто за да почнам од старт. Има ли некој друг во Македонска каменица што изработува ваков вид на чантички, на разни модни додатоци или си единствен? Па, за ташни не, мислам дека јас сум единствена, немам запознаено, а онака мислам дека имам колешки што изработуваат мечиња, плишени, такви за деца играчки. Се надевам дека во скоро ќе направат некој домашен базар за таму ние да се запознаеме, мада сме мало место, сепак немаме ништо така направено за да се изложиме. Освен на социјалните мрежи сега што функционирам, немаме направено некој базар за да можеме ние таму да се видиме колку сме. И бидејќи ги спомна социјалните мрежи, тоа сакав да нагласам дека твоите производи, твоите изработки се достапни на социјалните мрежи. Колку постои интерес за нив? Па, како за почетник и како што сме нов бренд, нова фирма, значи прво благодарност до моите сограѓани, до каменица, значи стварно имам интерес и има побарувачка на различни модели, различни бои. Инаку имаме профил на Инстаграм, на Фейсбук, има веб страна, така да секој што е заинтересиран може, ќе ги видите тука, ќе се објават страните и секој може да види што произведува М Уникат. Рачната работа особено е ценета од страна на странците. Се случило ли да имаш нарачки од надвор од нашава земја? Да, секако. Имаше случка, ќе ви ја раскажам. Значи, имам патувано еднаш во животот со жена од Велес и се немаме видено повторно, ама имаме додадено на Фейсбук и сега нормално јас си ги промовирам производите и на мојот профил. И ми пишува по некое време на М Уникат: здраво, би можела ли да нарачам моделче, сакам, знаеш, боја, сакам капа, шалче, се да ми биде комплет. Да ве замолам, јас имам видено кај Маја, знаеш, реклами Маја Илиевска, Македонска каменица.
ако може, знаеш, да ми го направите поскоро, дека ќе се враќам и јас ти викам во ред цеце, значи ти разговараш со Маја ги изработува овие работи и се што сакаш ќе биде направено на време. И беше задоволна, дури имавме и слика со так од неја, имаше направено и таа една реклама во Италија. Од каде наоѓаш материјали? Дали ти се лесно доставни тие материјали? Па да, имаме тука во Скопје магазини во Македонија кај што може да се набават овие материјали, а секако има и надвор, значи треба да се надополнуваме, да одиме за сега, за моментално од тука, да. Има магазини кај што може лесно да се набават и да работи креативноста. И дали може би размислуваш во иднина твојата умешност за изработка на плетени работи и да ја пренесеш на некој друг, односно да направиш некоја работилница, некоја обука за други млади кои што сакаат да се пронајдат во истата приказна? Па, ако има интерес, јас би сакала да го проширам ова, пошто, како што кажав, сакам да обстои овој бренд, да се прошири. И секако имам внучиња, па се надевам дека ќе имам наследничка после мене. И се надевам дека ќе биде окей. Маја, ти посакувам многу среќа, многу успех и Емуникат да стане навистина популарен бренд, затоа што рачната работа очигледно е работа во која што е вткаено многу љубов, многу емоции и нека се расшират чантите на Емуникат на секаде ширум свет. Фала за оваа реклама. Се надевам дека ќе имаме уште поголема заинтересираност. Нека сите што се заинтересирани нека ги отворат страните, значи има различни модели, не само ташни, имаме различни производи, така да ќе ми биде мило да бидеме познати тука во Македонија, па што не се знае никогаш, значи може и надвор од Македонија. Ти благодарам. Ти благодарам. Така е, Маја, никогаш ништо не се знае, особено никогаш ништо не се знае кога е нашата слободна тема во прашање, затоа што буквално се зависи од вас. Телефонските линии се отворени, броевите ви се и тоа како добро познати и веќе можеме да го пуштиме првиот гледач на линија, за да видиме на која тема тој ќе зборува. Ајде, добро ви утро, повелете, о програма сте. Добро утро, секој утро Искра. Добро утро, Слободанка, на слободна тема. На слободна, да. Поздрав многу до тебе, до сите гледачи, до Алфа телевизија. Да ти кажам најискрено, сабајле сум станала ја во 4, викам сега се Искра заедно. Гледате како е? Гледате колку е мачно и болно и тешко? И колку ми беше убаво си станав. Стана, викам, ај полека да не го разбудам маж, ми се просетав под домот, а бе убавина, викам, сега на Искра, ја те мислам тебе, викам, сега што пре Искра. Знаеш, не ми беше толку убаво мене, да. А тебе не ти беше, па јако водев на работа, исто се плашев да не се успиам. Не да не се успиам, море, ја не спиав цела ноги да не ми степат на работа, така да станував рано, уште не наспана, морав прва да бидам од 8 работев на ја морав да бидам у 7:15 и 20 таму. Све да завршам кога ќе дојде директорката на маса, све да и биде на место, но беше да ти кажам, лудница. Лудница беше, значи, бар ти вака сега, колку толку ние гледачите сме вака малку по фини, да речеме, веќе кратово што се јави, многу фин човек. Ама така... особено кога немаме политичка тема, гледате колку убаво ни оди дискусијата на сите, така? Да, многу убаво да ти кажам, им се воодушевив на гледачите, битола... Колку познавања имаат, а? Многу, многу. Јас просто викам, Боже, луѓе во колку се паметни, како да ги наречам сега начитани, значи колку они познаваат, а колку некои луѓе можеби што се на функција, па ништо не знаат од тоа, претворени само во пари, па многу ги интересира некој нешто, дури некои од нашиве тука што не водат, нели, дури не знаат ни англиски. Искрено сум се изненадила како едно детенце од 3 години знае англиски да зборува,
А тие таму туц-муц како мене. Слично како мене, ако зборувам англиски, исто како да зборувам, да речеме, некој друг јазик без везе, ајде да речеме. Есперанто. Не знам како. Чудно зборувам, чудно сакам да ти кажам. Туц-муц не знам убаво, немам убав нагласок. Не се секирајте, има и што не знаат македонски, па се директори, така што ништо страшно. Да, па тоа уште потрагично е и тоа леле, тоа е птен трагично. Туку искра сакам да речам, знаеш, многу сум разочарана, јас уопште од се сум разочарана. Сега еве на 100 партии се сменија за овие години 30 колку сме, значи никој не рече стоп наградбата во Скопје, па и тоа е, и со тоа ние ја уништуваме планетата Земја, значи се уништуваме. Значи зошто толку Скопје, па и Скопје па ми викат и дека и во провинција се градело сегде. Значи толку сум разочарана, толку Скопје се преполни. Искра, веруваш или не, секое движење, ни Скопје одам, не одам ја многу далеку, а толку згради нови никнуваат, а толку ѓубришта, толку е тоа неорганизирано. Сабајле, да видиш ти денес кај ве помини кај тука кај градесен факултет, ќе видиш 10 вреќи со ѓубре. Значи, и сега колку тоа ќе издржи тој и комунално да има 1000 возила, не може да ги наполни, значи ова страшно е безобразно од наша страна, значи станавме не луѓе, толку неорганизирано, толку сме станале. Ја да си го исфрлам од дома, баш ми е гајле понатака што сака нека биде Скопје ни се, значи, страшно нешто. Поздрав, Искра, многу и убав ден да си имате сите во Алфа телевизија. Ви благодарам, Слободанка, на јавувањето. Да, и не само тоа што толку многу се изградија станови, се уништи секое едно дрвце, барем да се користеа. Кого што гледаме, нема светла по повеќето станови, така што празни стојат. Добро утро за следниот гледач, поверите во програма сте. Добро утро. Добро. И благословен ден нека е од Бога. Ви благодарам. И јас баш токму спомнате за становите како мисионар овие денови през Великден, како свещеник ходам по повеќе стела и куќи доми четам вода. Меѓутоа, многу сум замолен. Многу замолен луѓе кои се мојата дискусија ќе биде еден хуманитарен предлог, односно една молба кој ме замолиле моите верници, моите луѓе и други и од други вери кои живеат се комши и слично, да апелирам, знаат дека се јавувам и кава си по другите контактни емисии. Јас се јавувам секојаш за некој, за добро, за позитивно, за вистина, така натака. Многу се конкретно и мажи и жени останати пензионери, самци. Значи самци се нема кој да им пружи помош нега. Апелирам, ме замолија да апелирам до надлежните власти, до едната влада, која верувам ќе ги послуша нивните молби преку мене што ги пренесувам, преку јас што ги пренесувам, бараат тие на нив, тие нема кој да им помогне. Значи, за нив не помага ни таа што ги дава тона помош за нега. Нема кој да ги негува, значи не вреди тоа. Со помали примање на пензии, така натака. Повеќето се заболени, како да кажам, постари, не може да се помрнат од кревет, од посла и така натака. Ја многу се изненадил кога гледам како од година во година луѓето така и луѓето се минуваат, како се истоштуваат и тие ме замолија мене еден предлог. Те договарале посебно во регионот на Репетенска река, на Копачка, Тичева, точно се јавувам, да идната влада изгради еден дом, кој дом ќе ги прибере токму нив, кој се со минимална пензија, кој се сами, кој нема да им помогне. Не им треба таа нега што им дава за туѓа помош. Нека ги собера сите неги што им дава за туѓа помош, да ги соберат во еден дом, кој ќе имат вистина, ќе видат вистина кој да им помогне, кој да служи повеќето, значи не една по една соба, нека има повеќе, да има заедничко, да имате една трпеза
која ќе може некој да припреми храна и да ги негува. И тие неги што ја плаќа државата, тој јас сум размислил дека поисплатива да се платат некои луѓе кои ќе ги негуваат тие стари изнемоштени и пензионери и заболели. Затоа што млад свет и да нема више. Младите нивни не се тука и да се тука не верува, немаат никакви некои немаат ни примања, никакви помоши, па мора се трудат да бидат примано да работат така, значи замолен за овој комунитарен предлог и молба преку мене да тоа стори едната влада. Да, во секое време секако дека ќе оставиме простор за вакви теми, за вакви молби од граѓаните и искрено посакувам да вродат со плод. Добро утро за следниот гледач, поверете, во програма сте. Добро утро, ако сум јас на вези. Јас се јавувам од Словенија. Мило ми е. Ве поздравувам сите, го поздравувам и господинот пред мене што збореше и тоа точно кажа све. Само знаете што, оваа емисија што ја емитувате Срце на дланка. Дали таа водителка ваша, тоа е прашање до вас или па не знам до кого да го поставам, кога иде да снима емисија и кога носи таму прашува, мене ми остана многу болечо што рече на едно дете прошлата недела беше, кога го прашуваше како се осеќаш кога другите јадат, а ти си гладен. Срцето ме боли. Јас сум тоа преживеела. Кога сам гледала како јадат сите, а јас сум стоела од страна. Дали вашата водителка носи нешто у аутото, у багажникот, да им даде на тие деца, ако не друго, барем едно чоколадо? Ја не сум видела на телевизија, може грешам, може не сум опазила, не знам. Значи, Срце на дланка е приватна продукција, така што точно како се одвива, не знам, некој пати нима го сум Оливера, мислам дека носат од спонзори, од одредени фирми, дека им даваат, пред се храна. Сега мислам дека е многу по-фер да не се покажува на телевизија како јадат. Нели? Така? Не, то не. Важно не одат со празни раце, да знаете, да. Мене тоа ме занимаше зашо она оди таму го прашува детето на столче, нема кај да седи, таткото таму негде у Штип, усе, а ништо не донесува. Зашо има една емисија на боsanска телевизија која донесуваат исто така, снимаат се, покажуваат како се луѓето. И после донациите од комбето ги носат и им ги носат на нив. Тоа по инаков принцип на работа, да. Само ја овде ка мене срцето ме заболе кога го праша, вика, како се осеќаш кога другите јадат, а ти не. Па не знам како да ви помогнам ја од овдека, како да најдам ја број на тие луѓе да им пратам ја од овдека. Па мислам дека во самата емисија ти имаат и по социјалните медиуми значи на тој принцип функционира што всушност тие се само посредници помеѓу вас и случаите на кои што треба да им се помогне. Не собира самата продукција никакви средства. Зашто јас сум звонила на тој број нивниот, мене не ми се јавува никој. Напишете само Срце на дланка на Facebook, имаат на Facebook и ќе ви излезат таму сите податоци. Има многу семејства на кои што им е потребна помош. Има помалку луѓе што сакаат да помогнат, така што многу ми е мило што сакате да помогнете. Само напишете Срце на дланка, ќе ви излезат сите податоци. Добро, фала лепа. Бидете поздравени. Телевизијата ви е супер, емисиите исто така. Ние од Сабајле со мажот ми уклучуваме телевизија и ја гледаме до вечер, до заспи ако можеш. Цел ден. Многу ви благодарам и вие сте супер, особено што вака сакате да помогнете. А верувајте на многу и на број и во помош што им е потребна, многу ги има, навистина. За жал. Добро утро за следниот гледач, поверете, во програма сте. Поштовање госпожа Искра. Добро утро. Поздрав до вашата екипа. Голем поздрав до госпожата од Словенија, што ја гледаше таа емисијата Срце на дланка и сака да помогне. А јас ќе ја замолам, ако сака да помогне на Македонија, да се соберат тие иселениците македонци што се во Словенија, да дадат петиција до словенската влада, 10 години да пратат најдобрите луѓе во Македонија тука, да ни помогнат.
Јас сум тој поборникот, што викам, овие од нашата политичка сцена да ги снема 10 години. А 10 години од Словенија, со нивните закони и со нивните правила, уставен, што се вика уставни закони граѓански, да ни помогнат. Значи, ова озбилно го мислам. До госпожата голем поздрав и до нејзиот соб. Иначе вака не бидува Македонија во кетониме. Најпоследно еве со директорката од токсикологија. Па тоа капак на све. Значи држи тезата, јас викам не бидува. Уште колку афери такви ќе слушниме. Дали некоја држи има подкрепа, дали е швалерка на некој од тие од ДУИ, вака нека проште. Не може бре, како луѓе, 2 милиона, колку се то преведите, луѓе да знаат во евро. И никаква одговорност. Кај го има тоа бре, луѓе? Затоа викам, овие изборите ќе поминат. И председателски, и парламентарни. Нека си поднесат оставка сите, да ги снема 10 години од политичка цена, да не го иритират, да не го забавуваат психички овој народ. Иначе, ако дојдат исти, ќе се биде во недоглед. И уште еднаш поздрав до госпожата од Словенија. Јас таму служев војска 79-та во Љубљана. Уште тогаш бев импресиониран од културата словенска. Затоа, нека се соберат македонците, апел, петиција, како се кажува тоа, до словенската влада. Најдобрите 10 луѓе од сите сфери да ги пратат тука, а нашите да ги снемат. Бидете ми поздравени, поздрав до сите што ќе се јават. Све најдобро. Јас ви благодарам на јавувањето и на предлогот, вака на хартија добар предлогот, но знаете дека е тешко остварливо, секако дека секоја нормална држава си ги чува за себе најдобрите. Тоа што ние ги испуштаме, тоа е нашата грешка. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Искра, добро утро. Добро утро, Тале. Преска рече дека тешко да се станува во 4 наутро, така? Како би било, замисли ти да речеме, да одлучуваш како мајка, да ги будиш своите деца во 2-3 наутро, да работат цел ден тутун, да берат на 10 годишна возраст, да речеме плюс минус, да ги тераш во 2-3 наутро да станат од спиење и цел ден да нижат тутун, да прожираат низи, да работат. Уште потешко, да. Немам право да се жалам, веќе ќе си молчам, да. Замисли деца, значи, тебе ти е тешко, значи во 4. Како, јас мислам моите дека не би успеала да ги разбудам. А замисли колку деца во Трета светска војна, ако дојде, може да ќе ги разбуди, инаку сега овие генерации не ги будите во 2 часот веќе, Тале. А замисли, додека ние како деца одевме, според песната од Кочо Раци, Коста Раци, тутуноберачите, тоа нас не се случуваше во таа убавата СФРЈ, додека ние бевме робови бевме, како деца, одевме на 10 години во 2-3 на берење тутун и цел ден работевме до 11, касно навечер сме спијале преку дента, а замисли со игла тутун да нижиш и се почнуваш во прстите. Ама то било, сме рмбале да свечалиме, да имаме парче леп, да купиме едни чизми кои ќе ни пуштале вода цело зимо, жива вода 5-6 часа на училиште, со дупени чизми или некои неквалитетни, а додека некои оделе како комунисти, црвена буржуазија, со наши пари, од тие деца што работевме на нива, оделе на кафе во Трст, или на кафе во Солун, или на туристичко патување во Германија. И тамо германците се чудеве, како овие комунистиве, толку пари, од каде толку пари? Ама крадеја, краде на функции или земи кредит, девалвација, ќе го уништи таа вредност на тој кредит. И така, ние рмбавме на нива и сега тие го барат тоа време кога рмбале и сега некои уживаат, одат на Солун за кафе, на крстарења, само што са тие некои нив изгубија таму и има во СФР, па плачат по СФРЈ. И сега, за Словенија овој пред нека научи дека ние викаме почит, не поштовање, Искра. Словенците не може да ни тураат со со инка, ако ние сме заглавени во таа Титова Југославија и 30 години само плачиме по таа Титова Југославија, ако тераме вода на таа уништена
пропадната воденица од СФРЈ, а својата жива македонска воденица, капка вода ни пуштаме и посигаме, а воти наша воденица македонска, немели брашно, немаме главни, а глеги словенците направија најубава воденица. И имат и брашно се, ама ти имат, jer ќе сака државата. Словенците со пушка в рака, иако беа најпривилегирани во СФРЈ, со пушка в рака заминаа од таа СФРЈ и формираа држава. Ви благодарам, Тале, на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро, Искра, поздрав до тебе. Добро утро. Успешна работна недела. Ви благодарам. Па ја околу екологија најмногу во дуи се крстев. Кога стана зелена партија, викам сега готова тргна работава, овие баш како шума се дојдени, посебно ќе водат грижа за екологијата, па ете почна и проекти, електрични автомобили, ама се другија со овие загадувачите од СДС, ама и толку им беше работата. Ја нема сега екологијата во нивната програма веќе, така? Нема се другија со овие, ќе и духовно не зарази на сите начини. Тебе многу интересен ми беше еден документарен филм што го гледав скоро, колку е совршено направено ствари земјата. Мада е промашил тој што создавал, него земал во обзир факторот човек. Замисли, ова сончева енергија се акумулира во океаните и за да се ослободи од енергијата, нели се создаваат оние витли, оди водата во воздух и доаѓа до Сахара, тамо ветрови. И се замисли Сахара да не постои, нема да постојат ни амазонските шуми. Сахара ние мислиме дека е песок, а тоа се всушност планктони, богатство од планктони. Од Сахара преку водата стига, преку облаците стига до Амазон. Кога ќе се истори тамо дождот, практички ја храни амазонската шума. И дел од планктоните одат преку Амазон во океаните. И главен производител на 50% од кислородот се всушност планктоните. Ете, како е се поврзано, значи. Да, Амазон уствари произведува 25, шумите произведуваат, ама навечер трошат кислород, така да главниот производител е планктоните. И се ние кога ги загадиме океаните, и остануваме делумно и без кислород. Дури замисли совршенството, каде пожарите предизвикани од гроб исто не се случајни, плански се. И тоа го прави природата за да прочисти шумите од стари дрва, од изубрени лешеви и нели кога ќе има пожар никнува најубавата трева. Па добро, кај нас никнуваат најбавите згради после пожар. Сега значи, ама гледај кај нас па и пожари прават за да дојдат до печурки, да дојдат до поевтини дрва, да дојдат до пасишта, значи тоа што природата го прави за да биде планетата подобра, човекот исто го злоупотребува како сите други богатства на земјата ги злоупотребува. И пожарот го злоупотребува, исто ненаменски го прави. Сега тука само ја промашила работата што го создава човекот. Човекот, всушност, како едно живо битие, што рече претходниот гледач, ако ја гледа земјата, човекот би требало да биде мозокот на тоа суштество. Ама изгледа мозокот нешто се случило, се пореметило и затоа природата вака функционира. Меѓутоа, како што гледаш дека она све знае да регулира, и гледа нас ќе ни изрегулира. Затоа и ова ни се случува што ни се случува. Да, човек или таа наша самоуништувачка особина, таа можеби кога би ја немале, се би било поинаку. Ви благодарам што повторно се вративте на оваа тема. Добро утро за следниот гледач. Поверете, во програма сте. Ќе ве замолам само телевизорот потивко? Ало. Ало, добро утро. Добро утро. Повелете. Поздрав до оваа телевизија. Поздрав и до вас. Видите, тоа сакам на слободна тема, живеам на улица Борис Трајковски. Добро. Само телевизорот потивко ќе ве замолам, многу е гласно во позадината и не можеме убаво да ве разбереме. Ало, со мене ли збори? Да, зборуваме со вас, само ќе ве замолам тонот на телевизорот да го намалите и вие говорите си во слушалка за убаво да ве разбереме. Живеам на улица Борис Трајковски, да. Борис Трајковски. Добро. 20 години живеам тука. Добро. Имам направено 5 септички јами. Не разбирате? Добро. И сега моментално ми се сруши таа последната јама на главна улица, сум на Борис Трајковски, а немаме канализација. А од центарот на градот сум 3 километри далече. Ужас.
Дали може од општина Кисела Вода да пратат експерти што е, како е, да видат како што да дојдем до канализација. А јас тој момент не го разбирам, вие на своја рака ги имате правено септичките јами? Ја ги имам исто правено, ама sve се срушија, господи, се полно. А смее туку така секој да си прави септичка јама? Како? Смее кој сака да си направи септичка јама? Не знам, не сум во тек, затоа прашувам. Видите, дали треба дозвола некоја за да направите септичка јама? Тоа прашувам. Ја направив 5 септички јами. Разбрав, ама дали е потребна дозвола? Не. Не знам дали е потребна. А зошто имавте потреба од 5 да направите? Моментално ми е болката за да имам канализација, канализација. А живеам на 3 километри од центарот на градот. На главната улица си. На главна улица, сега кога го направија папа, го проширија през година-две, не предвидува канализација. А на главна улица... И кој е задолжен се за тоа? Како? Значи, апелот ова обраќање ви е до општина Кисела Вода, така? Да, така е, до општина Кисела Вода. Вие имате пробано да дојдат тие? Им се имате обратено на друг начин? Немаме никаков начин обратено, кај да одам, се да правам, ајде кажи. Затоа сакам од општина Кисела Вода да пратите луѓе на улица Борис Трајковски 56А. Добро, јас ви благодарам, но знаете дека ние не можеме да пратиме луѓе. Она што може е вашиот апел да стигне до нив. Често пати гледачите кои се јавувале за општина Кисела Вода велат дека многу лесно се доаѓа до нивните вработени, до оваа гарнитура. Така што еве, можеби ќе слушнат. А ако не, обратете се дали телефонски, дали по имейл, дали директно да појдете дотаму. Ви благодарам на јавувањето. Би сакала да можеме ние да праќаме екипи на секаде, но знаете дека едноставно тоа не е возможно. Си постојат луѓе на кои што тоа име работа. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Искрена. Добро утро. Среќен и убав ден на сите. Исто и вам. Ви благодарам, повелете. Дали Искра во нашата држава ќе дојдат на власт луѓе кои што може да го почитуваат обичниот граѓанин, да го почитуваат работникот, да го почитуваат болниот, или го сакат и милуваат само за гласање, а после не го познаваат и не го услужуваат. Болни теми имам, Искра многу пати се зборувала, да побараш брза помош хитно, да ти одговори лекарот, јас вас у селото ќе ве расправам. Дали ние у селото сме стока, кучиња, говеда, шо сме, не сме луѓе на оваа планета? Срамно за нашите институции. Да однесиш човек во ургентен, докторот ти вика, ова не е пазар тука да ми го носиш, ова е ургентен. Па ја не му однесов коњ или магаре да му продавам, ја му однесов болен човек. Искра, двајцата сме со епилепсија. Дали може некој да размисли што е епилепсија? Не избрака докторот и ја паднат. А сопругот е непокретен, не може да оде, нема нога. Оперисан тумор у главата. Се собраа луѓе да ме дигат, онија затворија вратата. И тропаа луѓето на вратата испод на болничарот и вика, па докторот не ја прими за тоа, така ниш не е. Како ништо не ми е? Дали има во наша институција хумани луѓе што треба да разберат дека треба човек да го услужат? Затоа се турени на тоа работно место. А не да вика, јас у тежок ВМРО-вец, моите деца се адвокати, доктори, инспектори, мене никој ниш не ме тера. Што сакам, тоа може да правам. Или јас во СДС-овец, кај сакам, таму ќе отворам врата и ќе влезам на работа. Ако не сум способен, ако ќе го уништам другиот, ама ја ќе одам напред. Како не се срамат, како не размислуваат. Ајде више за жал нема никој за никој жал, ама да се засрамат сите овие работи што се прават
на обичниот граѓанин и обичниот работник дека не оди на добро. Не може некој да јаде што стака, а некој да трпи. Спечали и ти, како да спечалам? Кај да влезам да крадам? Ја не сум украла камче, а не да одам да крадам па да јадам или да ранам деца и внуци. Ранда му е, што завршија школи, што дипломира, што докторира, што магистрира, да ги прашаш искра, нема ни четврт од тоа да го кажат што го завршиле. Пријатно и многу фала што ме слушате. Пријатно, јас ви благодарам и многу ми е жал што такви индивидуи воопшто не само што работат на места, некои туку што воопшто постојат, искрено да ви кажам. Следен пат кој ќе ви кажа дека ништо не ви, нека го става тоа црно на бело, на лист на наод, дека на вистина ништо не ви, ако не, снимајте ги социјални медиуми, чуда прават со такви снимки. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Искра. Добро утро. Во телевизија. Баш сум среќен што добив на вие кога сте водителка. Мило ми е, повелете. Се сеќа, знаеш што мојата тема е? Се сеќаваш кога ти кажа во градска болница кога бевме враќа, не ми извршија преглед. Се сеќаваш? Тоа беше 28 јануар. Во петок ми стигна сметка да платам 550 денари за болничко лекување. Да плате човек во несе. Значи ни преглед не враќа, а ни дојде сметка. На мене не ми е јасно сега зошто ова сметка. Значи ни прегледан, братен, сега 550. Деска и матичен лекар, вика може да ја плати. Деска и специјалист, негово што ми даде од него, вика, не сам ќе да ти кажам. Бев во кај пријател во УЈП, објасно му дава писмото, вика оди плати, вика од 550 денари ќе бидат 50.000. Иако не сте добиле услугата? Ма не, никако да ти кажам. Ме враќа учената ми, прво, да не се повторам. Значи ми кажа, оди чекај на шалтер 20-30 милиона. После 5 минути не викна повтор на шалтер, ми ги вратија парите 700 денара, умпатив, и ми кажа, оди в друга болница. И сега, пазам во која болница, умпатив ми е за тама. Ми затворија шалтер, ми била без ништо. И сега ми дојде сметка да платам. Сега уште поинтересно. На 4. Ова беше тогаш, се сеќавам кога се за во градска болница беше? Да, градска болница си правно. Тоа пред собранието ова болница. Да. И сега бе на 4. април. Кажи гласно. Ми се изгубивте? Ета. Бе во една болница 8 септември за иста. Добро. За истиот случај. Таму тој порака дека има преглед на 4. април во 9:30. Добро. Во 9:30 ми го зема оврта, упото после 5 минути ми го вратија и напиша дека треба да идам сега на 10 мај. Добро. И сега ќе кажам правилно, се плашам и идам. Да не биде што бев на 4 и на 10 мај па да платам 10 сметки и пак да не биде прегледан. Значи јас 3 пати до Скопје по 50 евра, јас дам 150 евра. Значи подобро одне приватно. Не знам зошто не лажат, зошто се тие упати. Ако например ќе одложи прегледот, зошто во порака не ми пишале, преглед е одложен за тоа дата. Значи примат преглед за порака, а преглед е ма извршен. Значи не знам што да кажам. Значи јас се чудам овие на телевизија што се парат, особено пред се парат. Знаеш што, јас ти кажа е струмичи збор, ние одиме по струмичи ги викаме парнаки. Значи, толку големи ланци, значи прав парнак. Многу ми е мака. Мислев дека ќе кажете дека завршила оваа ваша сага. 10 мај. Што друго ви останува? И ве очекувам веднаш после тоа да ми кажете дека конечно сте завршиле работа. И дека нема повторно да платите. Одиме да видиме, пред следните вести да погледнеме кои гости ќе ги видите уште денес во нашата емисија. Во Кочани по втор пат ќе се одржи гламурозната фолк манифестација Оскар на популярноста. Средношколски самит за кариерен развој посветен на едукација, интеракции и вмрежување на средношколците.
сега преминуваме на друга тема, односно нашиот денешен гостин ќе ве покани на една убава фолклорна вечер. Мислам дека ја нарекуваат македонски фолклорни Оскари, така некако му доаѓа. Добро утро за Иван Чомитев, добро ни дојдовте. Добро утро. На гледачите на утринската програма на Алфа телевизија, добро утро и до вас. Се занимавате со убава работа, која што нема врска со политика, само со музика. Убавили. Убаво, да. Ви завидувам. Повелете. Благодарам, Искра. Те представи. Добре ни дојде од Кочани, морам прво да кажам. Да, благодарам за тоа што еве од Кочани допатувавте понеделнички да бидеме дел од утринската програма на Алфа телевизија и да најавиме нешто што ќе се случува втора година поред, така? Да, втора година фолк вечер на популярноста 2024, која ќе се одржи за по втор пат оваа година на 25 овој месец, сега во четврток. Во четврток, значи. Да, со почеток од 20 часот. Во еден преубав, прекрасен амбиент на еден преубав хотел, ресторан на Амор во Кочани. Имате во Кочани убави места. Да. Едно од поубавите го споменавте сега, со оглед на тоа дека знам. Познати сме поубавите нешта. Така е. Но јас знаеш како би сакала на почетокот сепак малку еве да за минатата година да позборуваме и да се потсетиме нели како сето тоа се одвиваше и кои се спомените од таа година, колку накратко нели, па потоа ќе зборуваме и за организацијата сега за оваа година што ќе следи. Така, и еве да напоменам само на кратко колку ќе ни дозволат условите и времето, нели? Имаме време до неколку минути сигурно, 10 ако ништо ланската година исто така како и оваа година околу 14 учесници имавме, односно пеачи кои беа наградени на истото место се одржуваше. Исто во хотел ресторан Амор. Еве ќе направиме некој од нив, лани беше на дива на вечерта Сузана Гавазова, која се представи со Бум Бум, незиниот хит кој сите добро го знаеме. Анета Љумаковска тогаш настапи како Анета и група Молика. Јордан Митев беше било убаво, преубаво. Да, преубава вечер за паметење. Ние го нарекувме тоа како празник на музиката. На музиката, па така е. Никогаш, како велиме, наградите не се толку важни колку што е важна дружбата и овие спомени кои што нели остануваат токму од една ваква убава манифестација, да кажам. Меѓутоа јас морам да те прашам тука, Иванчо, како дојдовме до една ваква идеја? Дали сме љубител на фолк музиката? Ја сакаме македонската песна. Како дојдовме до ова да имаме фолк вечер на популярноста? Па, доста случајно. Ајде, ќе ни раскажеш. Да, еве, на кратко, со мојот драг пријател, еве, поздрав до господинот Благој Груевски, наш познат фолк пеач и водител, и новинар. Така. Од се по нешто. Да, од се по нешто. И фотограф. И фотограф беше на едно време, па се откажа, идете сега. Да. Остана како пеач и водител. Така. Бидејќи сме ептен блиски пријатели, одлучивме да организираме еден ваков настан, заеднички. Ланската година беше и уметнички директор, секако и оваа година, Благој Груевски. Одлучивме да направиме нешто за фолк музиката. Убаво сте се сетили. Неколку недели ни требаше да осмислиме само име како би се нарекло таа манифестација. И ете, дојдовме до заклучок дека најдобро соодветно име, најсоодветно име фолк вечер на популярноста. Бидејќи сепак таму се само фолкери. Застапена е само фолк музиката. Така. Која доби наградата минатата година за фолк за популярноста? Како ги делиме наградите и тоа да објасниме? Нема некој рангирање, посебно рангирање. Туку? И оваа година исто така ќе биде како и минатата година. Ги истакнуваме оние музички имиња кои што биле најпопуларни во текот на изминатата година. Најпопуларни во изминатата. Со настапи, со песни, така натаму, со хитови. Видеоспотови, хитови, така натаму. Кој се потрудил ќе се добие награда и ќе учествува на фолк вечер на популярност. Сега оваа година имаме само две рангирања. Тоа ќе биде за Стево Теодосиевски. Имаме материјал, може да погледнеме од минатата година. Стево Теодосиевски ќе добие награда за животно дело, кој ќе му врачи на градоначалникот на општина Кочани, господинот Лјупчо Папазов, на фамилијата Теодосиевски, пошто тој потекнува од Кочани, да. А воедно, можеби малкумина знаат дека на
оваа година, дури и овој месец, 14 април, полни Стево Теодосиевски на 100 години од неговото раѓање. Јубилејно, да. Така, и затоа одлучивме оваа година да му се додели на признание, статуетка. Тие се легендите на македонската наша убава народна музика. И гледаме фотографии од минатата година. Да, ево овде сме со дивата на вечерта, Сузана Гавазова и Стојне, Ленче Кукич, прекрасен вокал, преубави песни исто така, да, Стојне. Да, тоа се наши музички фолк звезди, јас ке кажам сепак, со оглед на тоа дека веќе нивните имиња котираат многу високо кога зборуваме за фолк музиката и навистина се популарни, како и со својата појава, така и со своите песни кои што ви оставаат лека полека и овие помладите зад себе имаат хитови. Да. Еве вака изгледа оваа награда која што се доделува за фолк вечерта на популарноста, така, со виолинскиот клуч. Уметничкиот директор со Благој Груевски, воедно тоа е водител со Ирена Спировска и Тања Велкова. Нашата драга колешка Ирена. Така, значи таа е водителот со покрај уште имаме и плюс некои изненадувања или повеќе менување на водители во истата вечер? Ирена Спировска и Благој Груевски се главни водители на настаното, а Тања Велкова влегува како водител во бекстејдж. Значи имаме и бекстејдж, каде што таму разговара со импресиите ги кажуваат пејачите, така. Добро. Сега, за оваа година, значи, се ни е подготвено за во четврток да стартува фолк вечерта на популарноста и ќе настапуваат 14 наши музички звезди. Ајде да ги наброиме и да ги поздравиме сите еден по еден. Ѓоко Јовик. Ги запишавме за да браво. Тоа е убаво од ваша страна да не заборавиме некој. Ѓоко Јовик исто така ќе добие награда за најпопуларен на пејач изминативе години. Energy Band ќе се погрижи со проширен состав на заслужуваат. Да ги прати сите оние пејачи кои што ќе настапуваат, бидејќи ќе се свири и пее во живо со Energy Band. Тука е Благица Павловска, Благица Калева, Джамбо Јагушеви ќе бидат овде. Александар Ицов, рековме на Стево Теодосиевски ќе му се додели награда за животно дело. И 100 години од неговото раѓање. Адријана Ацевска, или попозната како Кеш. Да. Така. Јоце Панов, Мијалче Стојанов, Мишо Џумбуш, како сите го подобро познаваат, Миленца Атанасов, Елена Велевска, Браќа Нуне, Зуица Лазова и Кико од Болеро Бенд. Одлична комбинација и јас можам да замислам како ќе тече оваа вечер. Влазеј си ви на сите кои што ќе бидете таму, да. Имаме некои кои што ќе ги издвоиме, кои што ќе добијат награда или не ги кажуваме? Па еве, сите се наградени, значи сите овие кои што се учесници се наградени. Меѓутоа ова што го погледнавме виолинскиот клуч, некој ќе го земе? Па за сите има виолински клуч. За сите, значи има кои што учествуваат, значи нема некој посебно што издвојуваме. Нема некој посебно, нема. Значи само да напоменам дека на Стево Теодосиевски кажав и претходно, ќе му ја додели наградата градоначалникот на општина Кочани. Еве поздрав до господинот Љупчо Папазов. На Александар Ицов за етно изведба ќе ја додели наградата министерката за култура госпоѓа Бисера. И таа ќе биде дел од овогодинешната фолк вечер на популарноста. Еве тие две така ги издвоивме, кои што мислам дека требаше да се спомне, бидејќи еве Александар Ицов е доста познат етно изведувач. Етно изведувач, да. Да, и на македонската сметав дека треба музика, да го експонирам во етно стил. Сега сите ќе испеат по една песна, како оди репертоарот? Да, само по една песна ќе се. По една песна, значи бендот ќе биде Energy Band. Односно водителот го повикува на сцената, си пее песна, му се доделува наградата. Си уживате во текот на вечерта. И јас посакувам и оваа година да ви биде многу успешна и еве, ако ништо друго, на ваков начин најавивме што ќе се случува во Кочани во ресторан Амор во четврток вечер, фолк вечер на популарноста. Посакувам убава забава, а според имињата кои што ги споменавме, верувам дека ќе биде и многу подобро од она што го замислувам. Со Energy Band. Да, ви благодарам уште еднаш на поканата. Секако да спомнам дека и Алфа телевизија е еден од медиумските покровители на настанот. Секако со задоволство. До вашата телевизија и до утринската програма на... Благодариме и ние.
Ви благодарам јас и на двајцата од име на гледачите што ги поканивте на една ваква убава вечер. Ние одиме со куси реклами, а веднаш потоа на линк ќе имаме представници од Сојузот на средношколци. А сега накратко ќе го напуштиме нашето студио. На линк ја имаме Ирена со нашата иднина, односно со нашите средношколци, со представници од Сојузот на средношколци. Ирена, добро утро. Добро утро, Искра. Зашто ќе Добро утро. Почитувани, да, еве веднаш бидејќи времето не ни е многу долго за разговор, веднаш ќе си ги представам гостите и ќе зборуваме за она што ќе се случува вечерва во 17 часот во Cineplex во City Mall. Ќе се случува средношколски самит за кариерен развој за прв пат во Македонија. Ова утро наши и ваши гости, еве веднаш до мене, ќе ја представам нашата иднина, како што кажа Искра, Берин Мухамед, председател на Сојузот на средношколци на Македонија, и Фросина Денкова Зафировска, бизнис директор на Growth Labs Academy. Добро ви утро. Добро утро. Ви благодарам што ова утро не примивте овде кај вас во вашите простори. Веќе најавив дека ќе се случува денеска во 17 часот првиот самит на средношколците за кариерен развој. Која е агендата? Да, денес во 17 часот е почетокот на првиот средношколски самит за развој на кариера и агендата опфаќа теми кои што се актуелни и ќе бидат, се надевам, и корисни за сите средношколци, а се поврзани со изборот за нивната кариера, изборот на една професија, како да ја одберат едната професија, совети, насоки од експерти во однос на оваа тема, понатаму како да го креираат својот личен бренд идентитет, нешто што е многу важно, како онлайн со присуството на социјалните медиуми, но како и нели офлайн, сето она што е многу важно средношколците уште од сега да почнат да размислуваат и да се подготвуваат за понатаму нели да влезат на пазарот на труд. Од друга страна, една тема на која што особено ќе ставиме фокуси преку едно предавање, но и преку панел дискусијата е важноста на неформалното образование, бидејќи сметаме и како Growth Labs Academy, но и воопшто дека неформалното образование е нешто што е многу важно и каде што како процес треба да тече паралелно со формалното образование, за да средношколците, идните студенти, па и вработени, нели, во иднина, се подготват да влезат на пазарот на труд, да бидат конкурентни и полесно да може да се вклопат во тој процес. Овде имаме првиот човек на средношколците, Берин Мухамед, кој што ќе ни каже, Берин, каков е интересот на средношколците за денешниот самит и која им е најинтересна и најпривлечена, примамлива професија? Кога зборуваме на оваа тема, прво споделивме со нашите соученици, имаме голема мрежа на средношколци низ целата држава и само што споделивме имаме многу интерес на средношколци што сакаат да дојдат кон настанот. Тоа зборувавме со Фросина кога дојде требаше да го хибридизираме и настанот за да може да се вклучат и онлайн. Учениците беа многу интересирани зашто прво зборуваме за неформалното образование, гледаме дека голем број се едуцират и образованието го земат повеќе преку социјалните медиуми, гледат видео во YouTube и сето тоа, и вака повеќе ќе се едуцират и ќе знаат како подобро да ги најдат информациите во интернет за да имат повеќе меки вештини. Сега за сега имаме голем интерес, јас пак ги поканувам сите средношколци, нема врска, повеќе сме се фокусираме кај учениците што се трета и четврта година, ама сите се поканети на овој настан, првиот најголем настан средношколски самит што ќе се одржи, кога се фокусираме на областите кои сака да ги студираат, значи младината или иднината на државата, повеќе тоа се варира на кои се нивните интереси и области што повеќе им интересираат, ама сега за сега гледаме дека повеќе се тие како технологија, значи IT, го имаме бизнис секторот, медицина, креативни уметности, финанси и образованието може да се вклучи и тука, значи што повеќе младите идат во овие области. Пријавувањето е се уште во тек, значи сите оние кои што не гледаат сега во моментов,
може слободно да дојдат денеска во 17 часот во Синеплекс. Со тоа што само би напоминала дека капацитетот е ограничен на 300 лица, ние искрено се надеваме, веќе бројката е да речеме пополнета, но искрено се надеваме дека сите пријавени навистина ќе дојдат, бидејќи ова е настан кој што ќе не само што ќе може да поттикне интересна дискусија, бидејќи ќе биде од интерактивна природа, туку и како што кажав да почнат да размислуваат, да ги подготви да почнат да размислуваат за нешто што навистина ќе им биде во корист во иднина. Така. Кажавте дека може овој настан да се следи и онлайн, така? Не, само офлайн ќе биде. Само со тамо само со физичко присуство, да. Така. Уште еден повик еве Берин до твоите другари, 3-та и 4-та година од цела Македонија, така? Да, отворено за сите. Ги поканувам сите средношколци, 3-та и 4-та година највише, можете да се пријавите, денес ве чекаме сите во Синеплекс, сала 6 од 17 часот. Ете така. Ви благодарам многу за тоа што ги отворивте портите на вашата канцеларија овде за нас. Ги информиравме сите оние кои што сакаат да присуствуваат денеска. Имате вие во Growth Labs Academy многу настани. За нив ке зборуваме можеби во некоја наредна прилика. Денеска ни беше таргет да го најавиме денешниот средношколски самит за прв пат во Македонија од ваков вид. Ви благодарам уште еднаш за отстапеното време. Ви благодарам и вам. Ние се враќаме назад во студиото. Искра, дали имаш можеби некоја прашање од нашите гости? Не, ти благодарам, Ирена. Мислам дека се си кажав, се убаво објаснивте за настанот што ќе се случува во 17 часот. Јас уште еднаш да ги подсетам гледачите за настанот со кој што ја започнав оваа емисијата. Тоа е во 17 часот и 30 минути. Тоа е чистење на Скопскиот аквадукт и искрено се надевам дека по повод на денешниот ден, светскиот ден на планетата Земја, дека во многу други места ќе има вакви слични настани, па малку да ги засукаме ракавите. Ви благодарам на сите кои што ова утро бевте со нас и да завршам во духот на темата која што одбележа нашата денешна емисија, а тоа е денот посветен на планетата Земја, да си ја чуваме планетата Земја, затоа што друга немаме. Ви благодарам на сите кои што учествувавте или кои што само не гледавте. Останете секако со програмата на Алфа телевизија. По рекламите следуваат најновите утрински вести.